100% SUV, 100% хибрид. Создавачот на SUV сегментот е во тотално ново руво што прави сите останати да изгледаат како медиокритети. Плюс е со 10 годишна гаранција. Што е? RAV4 нормално. Не за џабе го викаат DSUV. Пред да го создаде овој концепт на возила во 94-та Toyota, не ни постоја ваков тип на возила никаде во светот на автомобилите. Едно е дизајн, а сосема друго е стил. RAV4 е брилијантен во секој поглед. Моќно возило создадено е за уживање и дизајнирано за оние што сакаат да одскокнуваат од околината, така да кажем. Самополнечки хибрид направен од најискусните во оваа сфера. Едноставно на инженерите на Toyota им нема рамни кога станува збор за хибридна технологија и тоа сите го знаеме. Ако сакаш да се чувствуваш на свој терен, без разлика каков терен и да е тоа, на улица, во град или на земјен пат на планина, сеедно седни зад воланот и воопшто не ти е важно каде се наоѓаш. Стискаш на педалата за газ и светот е твој. Докторе, меѓу нас нема да збориме у емисија, значи тоа уопште не го чисто се јава като ковидов. Тоа се глупости, така? Тоа е све измислено. Не, не знам, така е истина е. Ама нели? Сваќам. Добар сум, супер е се. Оди, ако сакаш, викни го Ѓоко, моли те нека дојде, излези. Да. Океј, сега си отидо. Ова е све измислено, така? Нели? Не, истина е. Знам дека ја виде дека влезе, така. Мартина! Извини, абе, може да отидеш Марина Шминкеркава да ја викнеш? Излезе она? Се? Да. Чисто само. Ако сакаш. Да. Све измислија, така, само да ни стават чипови. Мам, не е така бе. Знам. Камерман. Ајде, ако сакаш Мартина да ја викнеш, Мартина Бубњарката сега излезе, може да отидеш? Да ја викнеш? Да? Фала. Исклучи. Докторе, слушај, кажи сега, сите си отидоа, така? Нели? Ова све измислено, човек. Не бе, жареа, мам бе. Не? Не. Чекай, знам шо збориш, знам. Конец, добро да чу. Дај бе, ако сакаш излези, викни го камерманот, нека дое. Докторе, кажи сега, вистина. Виде Toyota? Тоа е кола. Ова ни е прво снимање во 2022, главна тема ќе ни биде една стара мода, она зашто 3 години седиме дома. Со докторот Пановски ќе збориме за корона, но тоа не е се, ќе има и разонода, некоја шега и разговор за згода и незгода. Ајде да бидеме одмор, скапа ни е бора. Нема филозофии, не сме Питагора, бендот ќе ни свири, а и ја нешто ќе зборам. Ке се напиеш ли нешто пред да почне епизода? Ѓоко стави еден чај, знаеш, не пија вода. Да не губиме многу време, тука е нашиот гостин подготвени сме и ние и ќе му посакаме добре дојде на доктор Никола Пановски! Добилете, докторе? Океј, добре дојдовте? Добре најдов. Утна нешто, Мартинче, утна малку. Не, ништо не утна. Добро. Ние така тука спонтано пречекуваме. Може не сме многу организирани, ама тоа е тоа. Важно сте насмејани, оваа ситуација е многу важи тоа. Бога ми, кога правам Жаре муавет, секојаш насмејан, секоја емисија оди така. дома не прашувајте. И да се мрачни темите, пак сте насмејани. Тоа не е за фалење. Нешто не е во ред со него, значи. Не, мислам на тоа. Се смеам. Не, ајде да почнеме од тој дел, зашто да, се согласувам дека многу игра, улога
Сега звучи клише, ама психата Апсолутно. многу игра улога. И како го објаснуваме тој дел? И не знам дали тропам глупости кога ќе речам дека ако си во позитивна состојба, ќе го прележиш полесно. Па веројатно, може и да не се заразиш. Природниот имунитет, родениот е многу значаен, така да Значи, сите тие има логика, хормони не што се ова- создаваат и така натаму, навистина човекот однатре среќен, радосен, дека е и поздрав. Депресивните луѓе многу почесто страдаат од инфекции. А стравот колка и улога потешка игра? клиничка слика. Стравот е многу... Во моментот, знаеш, гледаш PCR позитивен, Страв, паника, тоа е веќе си болен. Не ти треба вирусот да се разболиш. Ако имаш паника, поголема болест од паниката и од стравот нема. Човекот веќе е болен. Паника може да направи глупости. Тоа го гледам секој ден. Ќе испие се што ќе му текне, што прочитал или што му кажал еден доктор, па на друг, па и од тој од лекоите, и од трети, од четврти, и после се отрул човекот од а не паника. ви е чудно што луѓето со здравието се толку така немарни, да речам, Па зависи кој. Знаеш, ќе каже, Некој ојле, дојле. претерано па се грижат, па пијат повеќе од што треба. Да. И така натаму. Така да треба да се најде средина. секакви има. Има секакви, да. И се случува... Докторите се најнемарни, особено ја ги гледам хирурзите кај нас, тоа тие. Например, на што мислите? Па За себе најнемарни зборуваме? Сами за себе, Сами да, за да. себе. Така е. Баш има за вика кога да се хоспитализира пневмонија и пише при кој треба дома и ја чекори, игам така. пишете доле доктор хирург. Најдоле. Кој одма индикација, зашто тој 2 дена да му пред ќе да оперира, мислам, тој ми е, не можеш да ги разбереш. До вчера лежи у кревет и ќе оди на операциона сала. Како... Тој ми е влезено вака. Да, добро, има и зашто. Има и зашто. А има доктори што се хипохондрици, тоа. Дури микробиолози што знаат што е микроорганизм се плашат со 3 маски носат. Не можам да разберам. Ама тоа се индивидуално. Чудни пример кој ќе видите така. Дали сте веќе во таа фаза, се уште ли им објаснувате или веќе, па што сакаш пре? Не, да објаснам до крај. Ќе Да? издржим уште малце кај да е. Значи колега кој ќе видите со 3 маски му викаш колега бе. Дај бе. Да, викам како студентите гледаат, како ќе им објасниш ти дека вирусов не лета по ветер и така натаму. Кафетин Колд – ефикасна комбинација за ублажување на симптомите на настинка и грип. Ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрецијата од носот и ја ублажува кашлицата. Лекот содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Се порам са бајле, гледам немам денаркјор. Треба да платам струја, вода, телефон. Ако зајмам од перок има проблеми 1 тон. А во банки има гужви милиони. Треба брзо, лесно, сигурно, пари на број. Без губење време, без чекање стои. Да завршам работа кој 1, 2 и 3. Од дома се да следам, знаеш такви луѓе ти. Преку телефони не, цело време достапни. Продавниците за пари сегде се отворени. М брз, М најдобри. Слушни жаре што ти збори во М, кеш аплицира и си. Од многу обврски немам време ни за децата. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Ние во тимот на Девалт
Знаеме колку е важна флексибилноста и брзината на услугата за нашите клиенти. Затоа создадовме место каде што сите вие заинтересирани за DeWalt батерискиот алат ќе можете брзо да ги добиете сите потребни информации во неколку чекори. Станува збор за DeWalt Combo Центар. Преземете ја работата во свој раце со DeWalt. Чекориме брзо, чекориме во непознато. Потезите денес и одлуките сега ни ја прават иднината утре. За успешен план мора да внимаваме на се, но ништо не е остварливо без љубов, а љубовта почнува во домот. Преку уникатниот Golden Art систем, 17 години ги градиме вашите домови од соништата. Со внимание на секој детал, создаваме дом за многу идни генерации. Golden Art. Дом, не само стан. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Кафетин Колд – ефикасна комбинација за ублажување на симптомите на настинка и грип. Ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрецијата од носот и ја ублажува кашлицата. Лекот содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Ама тешка е оваа работа. Тешка е, да. Улогата на главен објаснувач си носи многу во немање на кон кого гледаме, нели се фокусираме кај оние што има звуча здраворазумно, има некој кредибилитет, интегритет и така натаму, и вие сте еден од тие малкумина. Ама верувам дека не е лесно да сте Никола Пановски во сета оваа пандемија која трае па со години. И луѓето па препоставувам имаат и преголеми очекувања вие секогаш да сте достапни, секогаш да можам да ве прашам, секогаш кога ќе ве видам да можам да ви одземам 5 минути од времето за работи што реално се можеби глупости. Тоа треба човек да сум си стал дека тоа ќе го правам. Значи си ја преземавте улогата свесно. Некогаш сум одговорил грубо, а после сум се покајал, иако прашањето било, што знам, докторе, и тоа на Фейсбук, не у приватна порака. Добро. Ај, у приватна можеш што да речеме добивам дневно, сега кога е бранот по едно 20 приватни пораки, 5-6 телефонски јавувања или SMS несто на мејл, зависи колку сум надвор ќе ме запрат, ќе ме прашаат, и на Фейсбук едно 10 кај што е јавно. И сега јавно прашаат до колку саат вакцинираат у Букурешт и кои вакцини ги има и така натаму. И денеска дојдов порака, бев изолирана заради, секи се препознава, не за кој гледа. Бев изолирана заради керка ми, дури кажа како се вика керка, и сега ја нема да кажа. И сега наша фирма вика дава 13-та плата, мене не ми даваат, вика. Дали е во ред, дали е по закон. Викам, не сум правник, само знам дека не е фер да не дадат. Ако е приватна фирма, што сака, значи има, сакам да кажам кај што вас сака доаѓа со здравствени, трудови проблеми. Секак и многу прашања има надвор од ковид, кои се за медицина,
Меѓутоа се Тоа за други Од една болести. страна добре ве гледаат како човеков што има одговор на све. Па сега, немам одговор на себе, меѓутоа на сек, дури да Пробувам. напишам не знам, благодарам многу ќе биде. И така, на тоа инаку има и провокации, и навреди. И Нормално, така, нормално. тоа е. Добро, мала шега. А она што не е мала шега е тоа што му се случуваше на Џоковиќ изминатиот период. Добро. А вие како и колегата ни Серсо Џоковиќ, Добро. сигурно ги гледате работите и Така. на поинаков начин. Ај се, во кратки две-три реченици онака, што мислите за целата таа сага? Дали, еве, конкретно, нели велат, да не бил балканец, не знам да бил скандинавец, што немало ништо од ова да се случи. Зошто некако кога да се мешаат политики со вакцини и со све? Проблемот е што и Австралија води политика, нема врска со здравство, заради тоа што се пред избори, имаат притисок од јавноста. Јас сум згранат дека мнозинството од австријаци толку ги побудалеле со тие карантини, особено Мелбурн, да они сега сакат и другите да страдаат кој нив. И ако имаат мала смртност и сега зашто него го пуштате, дека летал 14 сата, виделе ќе ќе ги изгубат изборите, направиле анкета, 57% вика него не треба да му Не се треба да се дозволи. пушта. А они му дозволија, го викнаа, човекот доаѓа со виза заради таа И болест. малку сега попунелажи, се Да, каеме за целијакија. одлуката, ќе изгубиме Да, поенчиња. заради таа целијакија таму што ја имал, демек не смел да се А и дека вакцинира. прележал исто Тоа може после би. го извадија, тоа е најголемата глупост. Тука они се закопа. Значи и доаѓа таму и они почнуваат да го малтретираат зашто некој штиклирал дека не бил у друга земја, а он фактички лета од Шпанија, сите знаат, кога се качил у Шпанија на авион не би го пуштиле да немал валидно, и се гледаат на нешто да се фатат, да не го пуштат. Што и да е. Затоа он коди на суд ги добива, бидејќи тие работи се бидејќи очекуваат дека тој министерот може да му даде вето за да појачаат на некој идиот, а тој Џоковиќ кој е многу интелигентен, не знам како го дозволил, а им текне, дајте му дајме дека бил позитивен на 16 декември. Тоа е утепување. Тоа е крај и за Србија и за него. Значи, се сликал со деца. Да. Интервју, отишол у Шпанија. Што значи тоа? Кај нас у лабораторија, ако дојдеш кај мене и си позитивен, Така. ако не ти давам резултат, ќе ти речам, жаре, кри се 10 дена, не заразој никој, ја у затвор кидам, ако кажеш негде јавно дека сум ти кажал дека си позитивен. Ја морам, лабораторијата мора да те пријави дека Така си е. позитивен. Значи, Така е. ако лабораторијата не го пријавила, Како што и сите сме биле позитивни, знаеме дека направила така кривично функционира дело. тоа. Не го пријавила, а му кажала дека е позитивен, дури му издала резултат. А ако го пријавила, а државата кај нас институт за или центар за јавно здравје, Џоковиќ нема везе, Ајде. нека шета. Треба да му даде решение за изолација. Ако му даде решение за изолација, тој не може да може оди да народом, понастани. народом ќе го запрат, ќе му земат казна и така натаму. Значи се тоа сега не само него лично, туку и целата држава и системот. Ама колку мислам кај него толку лично колку дилетантски направено. Не знам, ја очекувате овие го чекаат тоа, иако и правно они немаат право да кажуваат што преломно. Добро, ама у друга политички земја. пак запоени политички Политички и така. Инаку кај нив, тоа е лицемерие. Мислам, ја ги пратам. Значи има 97% вакцинирани полнолетни. 97. 97, а негде околу 87 се овие децава на 12 години. А целата структура им пропадна. Они се жив доказ дека тие ковид пасови сертификати се ѓубре. А кај нив е тоа на највисока мерка со Па они не COVID пуштаат никого, сертификати, они не пасиш? пуштаат да влезеш. Дури ни тие не ги признаваат. Значи не пуштаат да влезеш само при специјални посети, значи затворена земја. Они беа едни од Спасија најголемите многу животи со локдауни. тоа, меѓутоа они сега, ја го следам тоа. Така, сега Сега имаат 150.000 во просек Во ден. дневно. Тоа е милион неделно. Случај, а колку е 30 милиона сите. И Џоковиќ им ја внесе болеста. Да. Значи, кога влезе... Ја сваќаме лицемерие го гледаме, Значи, 150.000 има, у Мелбурн има по 10-15.000 дневно, веќе не можат карантин. Него искоренија вирусот, си се шета и него сега не го пуштале, он фактички и шеташе. Неговата грешка е што и он води политика. Ако водиш политика, доби на суд, врати си се фала, еве кој е управо, вие не ме сакате, или донеси дека си вакциниран. Он сам каже, ја нема да кажам дека сум вакциниран. Можеш да си земе потврда за вакцинација
Па да, и со тој да покажеше... И таму ќе ја покажат, ние ќе го прашувавте вие новинари сите, ќе рече, тоа не ме интересира, не е ваша работа, моја тајна е. Ама дури ќе беше И и ќе добро влезеш. за како порака да се искористи Апсолутно, моментот. апсолутно. Еве вакцина и супер. Инаку а не- вакцината е направена за ризични групи, за итна употреба, emergency use only, не треба да ги малтретираат здрави луѓе. Он втор пат прележи, прв пат кога правеше у Белград, таму исто некој циркус во април. Па се заразија многу тенисери. А, имаше турнир негов Да, турнир. Јотовски беше, па ми се евоја мене, мој татко ме пријател, јас сум пријател, Да, Томислав се Јотовски. зарази, тачно. И така, значи, тоа еднаш беше он позитивен. Он 100 пати да биде нездрав. И сите тенисери... Така да, за него лично не е тоа, да. Зошто да ги вакцинираме, ние сем хирои да се прават. Мито он сака да води политика, да каже дека не мора вакцинација, еве јас ќе ве победам, и тука стана таа глупост, ја викат. Не е начин да биде За Франција икон нема- антиваксерска. Да, он не е антиваксер, да се разбереме. Добро, Ако добро, има, да значи, поправиме. Да, дали антиваксер е човек што е против сите вакцини? Он е антикорона ваксер. Да, така. Значи против сите вакцини. Иначе, ја ќе ви набројам многу антиваксери. Аха. Например, FDA, што ги регистрира вакцините. Американската Да. Drug Enforcement, тоа Тај е антиваксер, Drug Agency. бидејќи ги регистрира само за итна употреба. Така, Не за сите. така. Јас викам, не треба сите, треба ризични групи Вие постави. пример не деца. Не деца, така. Понатаму, она не ја призна Спутник. Како Со руска. која се милиарди луѓе примени вакцини. Тоа е типично антиваксерство. Не признаш вакцина. Држи. Поголемо антиваксерство нема. Ама е теа политиката. Да, некој не ги признава, Европската агенција не признава едно чудо вакцини. Кинески, Кинеска тоа е се Sinopharm, антиваксерство. Многу поголемо од Джоковиќ. Држи, така е, добро. Е, тоа е. И најголемо А зашто не антиваксерство... може да има консензус за овие работи или тоа е политиката е пак при Тоа е исто прашање, кој не може да се мислам, надмине. и така натаму. Голема тема е. Да. А најголемо антиваксерство се ковид пасоите и сертификатите, кога се гледа дека вакцините штитат од смрт и тешка болест, не 100%, меѓутоа штитат сигнификантно повеќе од невакцина, ама не штитат од ширење на болест. Зошто ги малтретираме луѓето позадината? Дали е тоа мигранти да не ви доаѓаат, да контролирате население и така Добро, ама натаму. секој човек сам за себе му треба да се вакцинира за да се заштити. Сега зборам не дете, окей, ама значи така. Ма тоа е избор, треба да се објасни. Значи времето треба да се троши во објаснување на предноста на вакцините. Ја кажувам, колку што има реклами за простата, А има богами? има, толку пола од тоа нека бидат за предноста на вакцините. А не само колку случаи има. Што ме интересира дали има Австралија 150.000 да. или 300.000 па растал не, бројот, некако ако тие се губи се значењето лесни случаи, некако. мислам, Ако ти настинки, не знам што. Секој ден се толку нови, без разлика дали се многу или малку, станува Ништо нека не значи, несигнификантна бројка, почнуваш Не, да прво, не не е фер спрема другите болести. Вие денеска имате 8.000 тестирано, викате имаме 1.600 позитивни. Добро. А кај се Кај се другите? кардиоваскуларни? Не, другите инфекции. добро. Има 6.400 други. Од кај знаеме која е најчеста? Може грипот е почест, може така, респираторен синцитиски вирус или не знам кој друг. И многу лесно може паника да се поголем. направи. И така натам, така да ако тестираш, тестирај равноправно за сите болести, од 2 години само за една болест. Држи, но како заклучок еден, да, точно е дека не може тоа да штити од ширење и слично, но секој за себе и за блиските околу него дефинитивно треба да се вакцинира заради сам за себе и за блиските. Едноставно од да не заврши како што не треба, сега да не Да го задмениме бројот. Треба со мора, значи треба се согласам, со мора не се согласам. Тоа е разликата. Така. Има треба и мора. Значи кога ќе му објасниш на човекот да треба дека треба, точно. Сем тие Паметно вистинските би ти било. антиваксери, другите ќе се вакцинираат. Се слагам. И мислам дека би требало веќе да го знаеме Дека се не тоа. стане не само emergency use, туку ќе видиме дека не дава последици, така на може па ќе стане и задолжителна за некои категории и така натаму. Јасно, ако до тоа дојде 2024 тоа ќе се знае. И како гледате време кај што како што вела станува сезонска вакцина? Па ако остане овој омикрон сојот, веројатно ќе биде сезонска, бидејќи овој очигледно не бара вакцинација, не е толку страшен да бара вакцинација на помладите, на здравите. Може би еднаш годишно. Значи како вакцина за грип. Како за грип, да. Ќе си биде. Да. Сега може нема да биде бесплатна, ќе биде, меѓутоа може ќе биде позадолжителна, да кажам, на повеќе луѓе. Сега
речеме здравствен работник, да биде задолжително и така натаму. Одредени категории Или задолжителни. категории над 60 години Да. треба да биде вакциниран ако работи у фирма пред да се пензионира и така натаму. Да, Или, да. или со некоја хронична болест. Вие како бевте вакцинирани, сте така? Да, три јас дози? сум вакциниран со вакцините што ги донесе Вучич на Табановци кој дуеше ветер. Кој тугаше ветер? Да, многу дуеше ветер тоа. Сериозно? Многу имаше ветер кој му ги даваше на заев. Значи, вие меѓу првите сте во Да, држава. ние на факултет не бевме предвидени, Добро. меѓутоа од муабети, Аха, имаше особено медицински сестри од има клиника. вакцинација. Не, остај таа Pfizer, кој знае каква е тоа чипирање. Значи има и медицината тоа и така да ние од факултет успеавме да се вакцинираме првата доза на кога беше 9 на 8 март и втората на 29 март се вакцинирав и се преродив. Таа што викате психолошки, Малку со 4 ослободување. внуци, 3 внуки, 1 внук, со 3 деца тинејџери дома шетаат, прават. Така е. Викам, издржав и се спасив. Тоа си го кажав и јас себе. Значи, тоа е индивидуално Сам по себе, како да. Апсолутно ни на крај памет не ми паѓаше дали вакцината ќе ми направила не знам какви проблеми, не знам што друго, дали ќе сум умрел од вакцината, тоа ни на крај памет. Не ни осеќав таква работа. Не ми дојде до не дојде до ни до вас тоа. денеска не ми дојде. Да. Разликата која ќе измериш дека е Cost 2-3 benefit пати, relative. кој ќе ви умре некој близок пред очи, а јас сум у контакт, ми се јавува фамилија. Зборам со него у болница, не може да збори, се гуши, кашла. Све тоа кој ќе го видиш, си играл тенис Со истиот човек. месец дена пред тоа, сосема е друго. И кога прими втората доза и брајам 14 дена, друг човек, и потоа мере, сме една студија, ги мериме антителата ние, како студија за Pfizer, Да, истражување. да и отидоа со втората доза и се виде дека не сум имал на 8 март. Ми викаат, професор, сте се чувале. Баш професор Петличко вика, професор, браво. Ја мислев да не сум го прошол. Не, и после се качија. И до кога држи? Па држа, имав Колку доста, месеци? во септември имав доста, кога можев да примам на 6 месеци. Така, поминаа 6 6 месеци, ама кога тогаш можев исто имавте на антитела крај на здрави. септември. Имав многу. Аха. Па одложив едно, А кој бе 2-3 месеци. вакцината? Која Pfizer, беше? Pfizer беше? И на 11 ноември примив трета доза. Па по 5 дена дојдаа туку комши Институтот за јавно здравје преку улица, кој сака ајде за грип, и за грип примив. Иако таа не сум ја примил до сега. Сем свинскиот грип еднаш кога дома ги став, ги однесов вакцини, сами си ги ставме. Така да сум вакциниран со тие и сум бил у контакт дома со заразени од ковид. И ја и сопругата која е помлада, 15 години, меѓутоа има 2 дози, она сега трета. у четврток има право трета да прими и не се заразивме. Фул контакт. Фул контакт. Да. Така. А што е со муабетот? Не муабет, него тоа што Инаку сум велат. 3-4 пати настинат, што било, Аха. не. Сум се Успут. тргал на стана со маска. Ама не сте правиле тест. Не, на секоја настинка. Па сега на свелите. Замислете па и оние што немаат ни пари да платат да прават. Ако А треба мене ми е нос. бесплатно на работа, ме не правам. Им викам на работа, вие ако земете да се тестираме секој ден, тоа почна на Институтот за имунологија, знаеш како? На секој позитивен, денеска имаме позитивен, доручкувал са бајле тука и се отвориле прозори тоа кај што јадат. Абе, викам, 15 минути е вирусот отидене. До сега не отвара, сега се уплаши. Ако земе да се тестираме ние си 40 души секој ден, треба го затвориме институтот. И секој установа, гледате што се случи со авионите во Америка. Ги тестираат пилоти, тестираат десите персонал по 3-4 илјади летови на ден, така да сега некако ги снема, видоа дека тоа тестирање е контрапродуктивно. Точно, не носи Јас сум преголем против да се бенефит, тестираат здрави луѓе. Тестира го болниот, Так. иначе нема крај. На овој сој како што се шири, секој четврти е позитивен. Зашто премногу лесно се шири. Да, а здрав. А може и да го добиеш и да не ни знаеш, пошто е полесен. Така. Да, и се случува ти на тестира, треба да затворат болницата. И сега, што направи мене? 200 позитивни имаме. А 1000 души има болница. Кој ќе работи? Кој ќе ги лечи? А морам да ја прашам. И се уште, замислете на тоа 200, дојдете постарано, другите контактите да ги ставите изолација. Да, сите во карантина. Тоа се затвори. Да, ништо да не работи. Затоа го скратили на 5 дена. Значи, тоа е целата интересна состојба.
Точно, кој еволуира цело време. Да, А каков е им е пристапот во Кина, како земја прва што се соочи со Кина е тоа? слична на Австралија. И што мислите вие? Затоа Пошто и они имаат Австралија hard личи lockdown, тие нели? методи и снимки што ги гледаме личи на нека апсолутизам, што е неверојатно за таква земја и овие постапки се види дека тоа не е тоа. Некако ти да у друг смер, дали е тоа политика или се паника од ковидот, не знам. Значи, во Кина е слично, само што нема информации. Они на тројца луѓе прават... У Кина е исто кој што беше кај нас, Добро. која ние рековме, се смешно изгледа, дека ќе завршиме пандемијата со тие затворања со 2000 случаи, случаи се не, сеќавам, не да. смртни, вкупно. Да. 2000, кога го затваравме Дебар. Да. Е тоа го прават во Кина 2 години. Ние што го правиме 2 Се месеца. затвара Дебар. Се затвора Дебар, Дебар по број на жители е 5 пати поголем од Вухан. Вухан 11 милиона на милиарда и 400 луѓе, кај нас, значи тоа што таа акција од Дебар не е мала акција и замислете да почне така да се затвара делови, или кога почна на, како ги викаат тие, празникот што беше па Учајри и Усајри, кога почнаа случаите, да почне, да почнат да ги затвараат тие, тоаш и така да држат до ден денес. Значи, нели, кај нас имаше мал, и цело време да држат, и сега да имат помалце случаи од Македонија, која е 700 пати помала, они имат помалце случаи, за смртни случаи да не правиме увет, мислам толку. И тоа они успеваат до сега да го држат. Значи со голема гледање каде жариштата ги гасат. Како пожар, да имаш стално наблюдувачи, летаат беспилотни летала и го гледаат пожарот и одма го гасат. Тоа го прават они. Тоа е многу скапо, многу дисциплина треба. Забележуваш каде гори, го абсорбираш сето тоа и го гасиш и тоа е тоа. Така. Значи тоа е нивната тактика. Да, и немаат страф од избори. Сега не викат и сега на кинеска нова година, ако не им даеме... Одамна нема страф од избори. Ако не им даеме да слават, нема да ни изгласат као нашиве. Кој знае како се смеат у комунистичка партија да му... Кај нас дали се избори или не, се зависи, така се носат одлуките. Да. Во почетокот на ноември 1962 почнува да врне дожд, ама е ден да врне. Во еден момент Вардар се излева од коритото, го поплавува Скопје и 9 месеци подосна на 26 јули 1963 За мене? Ова е чај, друже. Ти го правиш? Што? Што да зборам? Веќе трета година како здравствениот систем живее со сето ова, ја ќе искористам сега момент да ги поздравам сите здравствени работници, зашто и лично имав несреќа да бидам дел од тие работи и видов во какви услови работат и колку се пожртвувани и се, и на вистина им кажав и на сите тогаш со кои што сум бил во контакт и сите што сега гледаат дека освен да им симнеме капа и да им даваме аплаузи, ама некако порано кој повеќе да им дававме аплаузи, кој да ги подзаборавивме како што течат месеци и години што не ми се допаѓа. Како вие ве гледате на тоа? Знаеш, до кога може да издржува, докторе, сепак се губи енергија, не може вечно тој да биде под такви стресови и таква изолација и упорно да ги носи проблемите дома. Што може држава да направи да помогне или еве нека не е државата, што сите можеме да направиме друго? Па добро, сега еве министерот на одење имаше и позитивни работи ван ковидот. Повеќето работи беа позитивни. Опозиција ќе рече ништо не направил. А власта СДС ќе рече најдобар во историјата. Ја им викам, замисли да не беше најдобар историјата, колку умреник имаме, кога се имаме 5 пати поише од просекот у светот. Така да си има се свое. Ја кажам, за ова е добар, значи да не беа покачени платите. Кога он беше министер од оваа влада, многу потешко ќе одеше пандемија. Значи платите се сега солидни. Требаше многу работи да им се помогне, особено и на матичните лекари, како да беа, вие сте сектор надвор, а сега еве по моментов се главни. Не знам, ја лично мислам дека треба да се размисли. Најголем проблем кај нив е носењето на тие на заштитната опрема, со маски, со визири, со се. Ја лично на 67 години напред пред некој ден, би влегол да лекувам без маска, ако ми дозволат. Кога би бил болнички лекар, а да не зборам некој млад. Ако сум прележал еднаш, два пати,
тоа ќе ми е маска. Цело време се имунизираш на тој начин. Порано од другите пандемии, вариола вера, тој што е со оваквите брунките прележал, тој не носи маска, тој си работи со пациенти и цело време, никад до крај на животот нема да се развои, па нека има и 100 мутации. Веќе на секоја мутација, он колку толку има имате, значи, претераното штитење, ова што сега им се случува на Австралија, Така? може утре на Кина, е и контрапродуктивно и ја продолжува пандемијата. Значи, целата на Грейт Барингтон декларација која бара фокусирана заштита беше да младите се пуштат во промет. Некои ќе настрадат, не само да живеат, да работат. Така. Значи, тие да го вршат теретот. Економијава да врви. Луѓето што прележале или, еве, ако се вакцинирале, сме сигурни дека е добра вакцина. Сега не сме таква да не пренесува. Меѓутоа, ако штити од смрт, зошто да мора таква заштита, која наистина им штети нив, и они се пред се херои заради тоа што успеваат во таква опрема да останат толку часа. За среќа за сега одморија овие Таков месеци. наплив на луѓе. Да. Сега, колку толку во болниците се релаксирани, нема зголемување на хоспитализации, дај Боже така да остане. Ако остане така, ќе заврши пандемијата, бидејќи ова да и брзо ширењето. Да, и имајќи ги предвид резултативе и смртноста и сето тоа, ако треба, не е еден виновник да се најде, ама ако зборуваме за работи што можеле да бидат подобро. Здравствениот систем како таков, окей, си има недостатоци, но колкава мера мислите дека колкава улога игра, да речам, недоволното или неадекватно образование кај народот за здравството лично собствено? Има веројатно, препоставувам, луѓе кои немаат култура на одење на прегледи и така натаму, чекаат до крајот, чекаат до моментот кога веќе е касно. Финансиската состојба е исто голем проблем. Нема пари да се тестира, па одбива да се тестира и така натаму. Така, веројатно се многу повеќе фактори. Да, меѓутоа нешто што знаеме како е, тоа е каков е народот. Ти го знаеш кој народ има и тоа треба да не е непредвидливо да нешто. Мерки. Ја од научен аспект, кога нешто одскокнува од нормалата, треба да испиташ да направиш анализа зошто одскокнува. Секако така тестирањето на почеток мораше приватните да се приморат. Имаме вонредна состојба да работат по цената што ќе ми одреди државата за сите бесплатно. Како што правиме крвна слика у приватна лабораторија, да се прави и PCR тест. Може би ограничен бројот, меѓутоа да се прават тие. Кога гледате дека смртноста расте, а не опаѓа, нема објаснение, се прави протокол, тоа по закон. Треба да се види што е причината. Ние не чуваме во која болница има поголема, помала смртност. Кога ја кажав дека антибиотици се даваат и дека тоа скандал финансиски огромен со тие пари за лекои што се штетни, што се дават во двојни дози во паника, а никаква реакција нема. Тоа е нечуено да нема протокол и да нема реакција. Дадено нешто начинија, податоци, тоа се државни податоци, и само треба едно писмо да се пише да рече овака не смеете да продолжите со лекови. Не смеете да дадете антибиотици зашто вие или пациентот бил во паника. За паника има други лекои. Не се антибиотиците лекои за тие, се лекои за бактерии. Ова е вирус. Не се за паника. 2 милиона евра. Само што мојата реакција за месец декември 2020 година се нама 20 декември, кога ја го објавив тоа. Во ноември го објавив, меѓутоа веќе во декември се намали потрошувачката за цена за 250.000 од фондот евра. Значи со еден потек и не ми рекоа фала, браво. Добра идеја. Не, ова тоа било лош знак за власта, за политиката. Требало да се скрие. Можело поинаку. Да се скрие. Вие знаете дека правите штета, ама болje да молчите, па и да се трошат пари и ништо не се презема. Мислам, тоа е невидени работи. Така да има многу големе... Широка е темата. Јас би викнал луѓе од страна, ако не можеш да ги решиш дома. Или да ве викнат во топ тема или вистина. Да, ако не ги признаваш своите стручњаци, не се добри, еве, не мене множат со нула, да не кажам другиве, да не се наврат, ама и нив ги множат. Викни си луѓе од странство. Ама така не е само за доктори, за се е така. Да, викни ги за странство, нека лекуваат се работи за живот. Значи, ние за пејачите викам овој не знае да пее, за глумецот викам он ли, за спортисти па да не прават. Значи сега во светот денеска 5,5 милиона се спројде број на смртни случаи. Кога светот би бил како Македонија,
ќе беа 33 милиона умрени. Значи, пандемијава не е толку страшна, ако не живеете у Македонија. Значи, отприлика е 6 пати пострашна, отколку во просекот во светот. Ама да се има многу полоши земји. Пострашна е во Австралија, бидејќи сега бев кога го предав кумството на Даци Александар. За бадник за. И морав да одам на тоа гезмето. Викам, ај дома бев тестиран, не можам да ги одбиам. Добро. И таму пеа сите што биле здравичари, Силви Бенд, мои пријатели. Така. Драган Мијалковски, Даци Александар, Боби кој го правеше тоа. Значи супер атмосфера, нешто рече човек постар од мене. Докторе. Ама стано беше феноменално. Такви музичари, величини за наши услови, на ниво. И се беше убаво. Вика, и да бираше ковид или ова, пија, ова би го заре. Бари искрено да си кажам. Од Кина и Австралија со Балканот. Тоа е точно. Сепак на крајот на денот си легнуваме како балканци и се будиме. Баш така. Ајде да направиме една мала пауза па да се вратиме со докторот. Ајде да пукнеме на една песна. Чисто малку се изназборевме за ковид тешки мухавети, па да свртиме на нешто малце позабавно, ако може. I'm no good without you. Take my lips, I wanna lose them. Take these arms, I'll never use them. Your goodbyes left me with eyes that cry. Tell me, how can I go on, dear, without you? You took a part that once was my heart, so why not take all of me? Го прашав 100 пати кои се тие тајни билки и зачини 11, што ги ставаш? 100 пати го прашав. Не ми кажу. 10 копанчиња, ама ако може зачините и билките посебно спакуете ги. Оба! Фала многу. Чао, чао. Оба. Еве ги. Оба! Ај, билките бе, брат. Билки, ај.
За зимскиот период ви препорачуваме зимски чај. Тоа е уникатна комбинација на билки со пријатен мирис и хармоничен вкус, што смирува, релаксира, ќе ви исполни со топлина и ќе ви овозможи комплетно уживање во ладните зимски денови. Од традиционалното печење нема друга поважна состојка од брашното. Може да имате 1001 тајна состојка, техника на месење, печење, не знам што не, ама ако сгрешите кај брашното, ништо од вкусен леп на трпеза, кај моето брашно од Кадино не може да сгрешите. Едноставно е најдобро. Моето брашно од Кадино. А денес наш приоритет е да добиеме колку што е можно повеќе испрани јалишта и тоа да го добиеме колку што е можно побрзо и затоа горење има совршено решение што одзема многу помалку време, а во исто време е супер ефикасно. Горење што туку представи нови модели на машини за перење со инвертер мотор, со функции што ви овозможуваат да го намалите времето на перење и туткањето на вашата облека. Проверете како горење брзо и ефективно го менува вашиот живот со новите модели на машини за перење. Проверете кај горење. Докторе, продолжуваме со нешто интересно. Добро. Ова се вика вистинска лага или лажна лага. Значи се лаги, се некакви теории на заговор. Разликата е, едни теории на заговор се на вистина земени од блогови, од Facebook, од се, а други теории на заговор ги смислија сценаристите. Добро. И сега ваша задача е да кажете дали тоа сте го виделе некаде или ова прв пат го гледам, во кој случај ги измислиле сценаристите. Ајде, режија, пуштај да видиме која лага ќе биде прва и дали ќе биде вистинска или не. Вака вика доктор, ете како што гледате таму, вика, вакцината ќе го намали вашиот полов орган. Ова е вистинска лажна теорија? Лага. Лажна лага? Не сум чул. Точно, измислено од сценаристите. Браво, добро. Се сме чуле, ама до тука не сме стигнали. Не стигнава до таму? Не. Ај следно да видиме. Ако сте невакцинирани, а сопругата е вакцинирана, ќе ве остави за комшијата. Дали е ова? Лажна лага. И ова е лажна лага? Да. Режија да видиме. Измислено е, така е. Одиме на следното. 5G кулите ќе активираат нешто микроскопско во вакцините. Да, ова може да е. Значи, ова е теорија на заговор што постои. Режија, на вистина. А, докторе, чисто онака, како тривијално, кога ќе ви рече некој вакво нешто, ама вака и вака, доктор Пановски, му одговарате? Да, одговарам. Да? И што му викате на ова? Еве, да речеме, каже, како ќе се... Чиповите ќе се Не, уклучат. се намалува 8 милиарди, ќе се намалат на 2 милиарди. земјината Да, и почителина. сега му кажам колку треба дневно да умират. И сега и се случи годинава, што пројде, најтешката година после војната, се зголеми број за 77 милиона. Зголеме на број. Зголеме за 77, овој само 5 намалили. Така, значи овие што им е целта за намалување, не си ја работат И се добро вика, во тоа. ама, добро, нема да оди преку болест, ќе оди преку вакцина, вие што сте вакцинирани за година-две, Ќе се цофнеме. Ќе умреме. Па викам ја тешко ова својна докторка така ми вика, ќе умрете. Ја викам тешко од тебе, замисли, 90% доктори, кај нас 80. Што ќе останеш, ќе се убиеш сама, вика, или ќе те растегнат пациенти, пошто ќе немаш да ги обслужиш. Така да за нас подобро е да се умреме него ти да останеш. Ако више така, значи има такви така, А и доктори има, најголемата доктор, теорија како се споја кинезиве, русите и американците заедно. Така е. Заедно да го уништат светот и со која Живот цел? За ништо не се споиле? Да, и сега се Никогаш? споја за се заедно и да уништат и не многу тешко им иде, сакам. Ако се спојат ќе те уништам за еден ден. Чак и та лоша работа прават, кој што гледаме. Мислам, тоа е многу лесно. Режија, дајте за докторот следно да видиме. Вакцинацијата ќе измени генетиката. Да. Тоа е теорија. Да, ова е Постои како теорија. Да, позната е теорија, Постои како точно. теорија. И ја уште едно, да видиме. Ова мислам, ова го има и од стручни лица. И Како од стручни теорија. лица. Да. Од други доктори, така на тоа. Како дека може МРНК да влезе во ДНК, зборам за овие МРНК вакцини. Да, значи Pfizer, Има Astra, тие. научници, дури некои што се направили откритија и така натаму. А докторе, а што ако ја измени генетиката на начин да те направи многу супер во одредени работи? И тоа може да. Па нели се ако менува генетика може ќе смени нешто на подобро? Се може, да. А, цефа. Зашо не? Последно вика, не постои вакцина, тоа е вода во инекциите. Сте чуле ли за тоа? Да, секако. Да видиме? Ха, видиш? Излегува дека сме го измислиле ние, ама може и да постои. Добро, они си знаат. Како и да е. Значи не само што сум слушнал и Добро. видеа, меѓутоа повеќето не се дека вода, туку дека е отров. Дека е што Така. предизвика карцином. Вода е и така безопасна. Инаку за вода јас имам напишано
статија, Балкан ми побара, Балканот, кој се вика Аусвајс вакцини. Аусвајс вакцини треба да содржат вода. Аусвајс. Да, најдобри се ако содржат вода или физиолошки. Така. Тоа се вакцини, си вакциниран со Спутник 2, сега енглезот ти вика не ти признам, мора и 2 Pfizer. Тие 2 Pfizer, пошто се непотребни, најдобро да се Аусвајс. Или за Джокович, пошто е здрав прележан, да си бапнеше со вода вакцини, тоа го преска, тоа го правиш муабет. Ама треба тоа да им текне. Ама он неќе, он вика не сакам. Јас сакам да се борам, дека тоа е моје право и против системот. У тој смисол мал се води политика и тоа е резултатот. За жал вчера не гледав Австралија Опен и не знам дали ќе гледам, се нервирам. И да не ни гледате година. Па нема да гледам. Вие не сте удриле вакцина mRNA што сменила генетика, ама сепак сте спортист. И Сум удрила, ама дали сменила, ќе видиме сега. Ја кажам на мој годин дали ќе смени, затоа немате на децата да им дадате бар. Имате зборевме за тенисот, ама имате и други љубови во спортот, меѓу што и велосипедизмот. Да. Дури гледам и слики во меѓувреме тука од Да, веројатно во приватна архива некоја. Да. Со овој точак ли сте возеле до Дојран или не? Не, еден друг, кој имам и тој, син ми го вози, а имам Добро. еден што ми е во Охрид, тој е карбон, тој е целиот карбон, само билјучката му е. Тој е многу лесен. Така. А тој кој го возим до Дојран не постоја уште карбон, не бе. Беше значи 2001 негде. И зашо збориме за возење без престан Скопје, Дојран? Мислам престан за одмор, окей, Па ама негде у Неготино не свртеа да сме направиле да не видат и таму беше најтешко нагоре се качувавме. Дуваше ветер во грб и јас се чудам, цело време покажува 32, викам, види која водиш у група, има врска тоа група која се вози, по автопат, меѓутоа ветер дувал и неколку струмичен рекоа, не бе, ние ќе се врнеме, вика, с велосипедите. Како бе ќе се врнете? Ниеден не стигна, пошто да ги дува. Пошто обратно контра? Да, така да. Добра, Иначе сум колку возел километри е вкупно тоа? околу 160, 155. Тоа во светот на велосипедизмов, не знам сега, некаков си аматерски велосипедизам, рекреативен. Аматери, имаше бивши велосипедист. Ова е сигурно многу. Ова јас, Полиција вие сте не втор што чув, Перока ми каза, само ми рече дека возел Скопје Дојран со велосипед. Немам друг чув. Не, никаков проблем. Значи, ја на оваа килажа сега што имам, сега, денеска, односно година или друга, го вртам Охридско езеро, кој е 90 километри, меѓутоа има 3 врва. Кој треба да качиш. Овде нема врвови. Значи многу позезнато Охридско да се сврти. Па тука е негде 7 сата, едното и другото. Најтешко ми било кога воземе од Гостивар на Растоварија до Охрид. Гостивар Охрид. Да, и се качиш на стража и надоле се. Да. И еден другар ми вика, ќе те пречекам у Метропол, имаше некои семинари, вика, имам соба за тебе, дојди така, само земи четка за заби, да преспиеш. Не мора да се враќаш со автобусија. И јас застанем таму кај ше четкар од кафаната во Охрид, сум стигнал, 15 кебапчиња, 2-3 пива, не можам да стигнам до Метропол. Толку? Од возење толку? Ја пењето, тие 7 километра. Потешки бе, а? Ми беа потешки од овие, од Гостивар до Охридско имаше качување стража, пресека, сето тоа све. И така натаму. И еднаш зезнаме, воземе Куманово, Свети Николе, Велес, и убаво не чекаше воз, со воз да се качиме велосипед, се вратиме се, не, ние ќе возиме. Таа горницата, после Велес, пошто нема кривини, мислам дека трае убиство. Да, убиство сад време само вака, како да стоиш на место. Таков момент што си мислиш? Како да останеш? Па тоа е борба сам со себе, као оние што да речеме ве гледате по мене, има некој постат, некој да планинарење на минус 20 до свет. Да разни предизвици. Да, ова е еден вид на тоа, борба со самиот себе и така натаму. Иако ја кога возам стално, мислам, сега пократки релации, мислам, ќе добијам апетит, кога добијам апетит, се осеќам дека сум здрав. Ја едино слабеам кога сум болен. Има една слика од тенис, кога сум слаб, тоа беше заради тоа што ги правев забите и тогаш сите ги тепав. Помалку јадење? Помалку јадење, а останаа мускулатурата. Еднаш по 2000 има силата е тука. Операција кај што ги изгубив мускулите
и така натаму требаше рехабилитација. А за забиве не треба. Регенерирање си Само барал. да ми ја зашијат устата и ќе бидам И нема првак. гај. Тоаш бев Ама не, првак на добро, па вие Македонија. сте овакво Во тенис и така натаму. Како беше како се вика тоа 55 плюс, 60 плюс, како оди тоа 50 плюс? 50 плюс е кај нас. Не, 50 плюс, вие сте првак Сум бил. своевремено, така? Да, да. А двојки може и денеска да се надпреварам. Сум бил повеќе пати од двојки, а и поединечно и докторски првенства сум бил наши, тоест тука тоа е полесно Најдобар малце. тенисер меѓу докторите и најдобар доктор меѓу тенисерите? Па тука е сега, има и конкуренција така. Да речеме, Миодраг Врчаковски е бил и првак на Балканот, јас сум бил втор. Така да он го освоил 2 пати. Има со кого да се јадете тука, добро. Има повеќе, има многу. Доктор Врчаковски Гледате, тука. дека пише на грчки. Со тие балкански првенства ние имаме пријатели во Грција. И ми праќаат, вика, што е ова? У наша штампа стиг да гледат, двајцата не знаат од балканските првенства доктори. Ова кога ме одредија за бакнигарски кум за 2021. Да, не, нонос, тоа е кум. А Врачаковски за здравичар. Да, тостис. И они ми го пратија назад на грчки јазик дека сме изгледа, викам, Па супер. гледате со кого се дружите, им викаме ние. Да, баш така. Поздрав до доктор Врчаковски и сопругата Софија. Они кои ќе дојдат кај нас, паѓаат у несвес, ја викам, тоа е предност на мала земја. Прв пат кога доаѓа градоначелник Ристо Пенов, беше. Би ти го знаеш градоначелник? Викам, дома си доаѓаме ние. Председателот го знаеш, министерот го знаеш. Доаѓа Топурковски на отварање, се поздравиме, се чудат. Викаме, како го знаеш? А они го гледале во Југославија кога била конфликтот. Па вика си правиме ние бумбе да седиме кафичи, така натаму. Ние сите се знаеме, тоа е многу интересно. Точно. И си има многу преноси. Докторе, многу ви фала за времево. Предпоставувам дека еве ве одземавме малку од овие што ве прашуваат. Колку време одвојувате дневно во одговарање на пораки? Имате по неколку часа пример? До 4 сата кога е пик. Така се случува. Да, до 4 сата. Нека прости Facebook што го земавме. А ова што си доаѓам, ова ми ги замени, реков, у кафана не одам, сем сега. Инцидентно морав, кога го предав кумството, лани го откажавме, кога ја требаше да плаќам. Така се погоди се. Така стана забрането беше. Не беше, иначе кумот ја плаќа или си бара спонзори за 100 луѓе. Но отворено да, иначе затворено не знам. Меѓутоа овие сред со вас особено вака кој е вториот дел особено, а и првиот, тоа ми е мене социјалниот живот. Те сега дома кога да сум излегол. Мала дружба. Со другари сум се направил муавет. Ќе отвориме едно пиво после. Така натаму. Да. Многу ви фала што бевте тука. Фала ви за се ова што го правите изминатиот период, сите овие години во пандемија, побрзо нека заврши. Ве оставаме со најдоброто од Македонија, Good Nature чајави и од Прилепска Златен дам. Доктор Пановски, уште еднаш нека заврши ова крај, да се видиме за поубави работи, да се зборуваме за позабавни теми. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од еден на еден. Како што е ред за крај на емисијата, бидејќи сценаријата веќе не треба, тие ќе си се сортираат и ќе си бидат рециклирани. Значи и вие правете го тоа, сортирајте отпад, хартија, пластика, стакло, барете ги пакома контейнерите и користете ги, бидејќи само така можеме да си ја спасиме нашата една и единствена планета. Вие, драги мои, ќе се видиме идната недела, имаме од Преспав гости. Да, ти ги сакаш многу, нели? I know. Од Преспав имаме гости, ќе видите кои се тие тука. Значи, недела 18:30 премиера, недела 23:30 реприза. Сега можеме да гасиме.